Почитувани гледачи, започуваме со новото издание на емисијата ТВ Ординација. Оваа ТВ Ординација започуваме со новиот момент кој што во земјава актуелен. Актуелната информација дека од денеска официјално започнува вакцинацијата против COVID-19 во земјава. Први во земјава се вакцинира лекар и медицинска сестра од инфективната клиника во Скопје. Како помина вакцинацијата на првиот ден од изјавите на министерот Филипче, како и на лекарката и медицинската сестра кои што првија примија вакцината која што пристигна од соседна Србија. Денеска и официјално започна процесот на имунизација против COVID-19 во нашата земја. Ова се докторка и сестра дел од персоналот на инфективната клиника кои што изминатата година се бореа за секој еден човечки живот, денонокно работеа. Докторката Ина Нуновска и главната сестра Габриела, и тоа се првите кои што ја примија вакцината на Pfizer. Денеска продолжува вакцинацијата на сите вработени на инфективната клиника. Следат вработените во сите ковид центри, најпрво тука во Скопје, болницата 8 септември, Институтот за белодробни заболувања Козле, интерните клиники, сите кои што даваат персонал и работеа со ковид и се уште работат со ковид пациенти. Понатаму од време на викендот болниците ширум државата и приватните болници. Во вчерашниот разговор со представниците на Pfizer ни беше најавено дека следната количина од близу 4000 дози ќе стигне следната недела. Тоа значи дека сите пријавени за првиот бран на вакцинација, тоа се 4000 здравствени работници, а тоа се сите оние кои што во моментот работат со ковид пациенти ќе бидат вакцинирани. Ние ќе започнеме и кампањата за подигање на свеста. Многу е битно да се граѓаните свесни дека вакцините се безбедни, дека без разлика од кој производител доаѓаат се развиени на безбедни платформи, и ова е единствениот начин да ние смениме сликата на пандемијата. Не само ние, туку сите земји во светот. Системот добро функционира, започнува со земање на амнестички податоци, краток преглед, понатаму административната работа, внесување на податоците за веќе закажаниот термин и закажување на следниот термин за ревакцинацијата после 3 недели, и тоа е тоа што интензивно се спремаше во овие изминати денови. Тука е поставена целата инфраструктура, дел од вакцините се чуваат и во овие фрижидери овде во модуларната болница, може да седат до 5 дена на температура од 2 до 8 степени, после што се раствараат и во рок од 5 часа мора да се аплицираат кај тие што ја примаат, и тоа е еден систем кој што исто така беше дел од тренингот. Посакувам успешна имунизација. Направивме организација таква да еднаш кога ќе започне имунизацијата не запре. Ги очекуваме и следните количини според најавите, и верувам дека во следните месеци ќе имаме навистина успешен процес на вакцинација. Благодарам. Прашање? Да, кога ги кажуваме дозите, кажуваме точно колку луѓе може да се вакцинираат, и практично во еден флакон кој што се раствора со близу 2 мл физиолошки раствор може да се вакцинираат 6 лица. И тоа е и според препораките на производителот. Тоа беше во она упатство за тренингот, едукацијата на здравствените работници, така да од еден флакон се вакцинираат 6 лица. Благодарам. Дали имате прашање за професорката? Јас имам за министерот. За министерот? Но мислев првен. Извини. Министра, на 6 февруари кажавте дека ќе се вакцинирате со првата доза, односно првите дози кои што ќе стигнат во земјава. Зошто не бидете пример да се вакцинирате меѓу првите? Сметам дека здравствените работници се и тоа како свесни за важноста на имунизацијата, и тогаш кога
кажав и сега повторувам, ќе се вакцинирам со цел да укажам и да покажам дека вакцините се безбедни, дека се развиени на безбедни платформи, дека тоа е единствениот начин да се развие колективен имунитет и да се смени сликата на пандемијата. Не сакам да земам место од овие сега првични дози кои што се навистина броени на колегите кои што директно работат со пациентите. И сигурно ќе се вакцинирам во еден во некој од следните тури на вакцини кои што ќе дојде со цел да покажам на граѓаните дека е тоа што тие треба да го направат. Министере, во другите градови како ќе иде вакцинацијата? Да. Дали е почна на некој друг град или само во Скопје ќе биде? За сега планот е да се одвива тука во Скопје, во модуларната болница, заради тоа што овој персонал е трениран и едуциран за оваа вакцинација сега, интензивно во овие изминати денови, и вработените у ковид центрите од другите болници во текот на викендот и почетокот на следната недела, кога доаѓа распоредот, ќе доаѓаат тука. Понатаму, вакцините ќе се дисперзираат низ целата држава. Значи од другите градови треба овде да дојдат? За почеток, да. Министре, значи може да се сублимира дека медицинските работници кои се пријавиле за вакцинирање повеќе од 4000 ќе дојдат овде во модуларната болница на овие 6 пункта да се извакцинираат со Pfizerovата вакцина. Да. Капацитетот на овој пункт овде, на 6 работни места, е максимум 500 на ден. Ние ќе започнеме со распоред од 300 до 350. Така да очекувам дека за период од близу една недела до најмногу 10 дена ќе се извакцинираат сите здравствени работници, а во меѓувреме ќе стигнат и тие дополнителни дози од Белград. Јас ја примив вакцината, се чувствувам одлично, самата аплицирање на вакцината е безболно и можам да препорачам да секој од нас кој е во оваа држава и сега веќе имаме вакцини, ја прими вакцина по собствен избор, нормално кој сака Pfizer, кој сака некоја друг тип на вакцина, меѓутоа тоа е единствен начин да се заштитиме од овој тип на инфекција што не задеси последнава година дена, со која цел свет се бори, па и ние, Бога ми добро, Докторке, се истрениравме. да. Докторке, првата доза ја примивте, до втората доза има уште 21 ден, на 21 ден се прима втората доза и тоа е закажано, закажан термин кога треба да ја примам втората доза. А после тоа уште колку време треба за да стекнете имунитет после втората доза? Имунитетот се стекнува веќе за 2 до 3 недели, веќе се постигнува заштитни антитела. Би требало да се, тоа е индивидуално, меѓутоа се постигнува тој имунитет. Како ќе се чувствувате после тоа кога ќе ја примите и втората доза? Може ли да го искоментирате тоа? Дали тоа за вас ќе биде олеснување со оглед дека повеќе од година дена вие и вашите колеги се борите со коронавирус? Во кој смисол како ќе се чувствувам? Па ќе се чувствувам посигурна во однос на тоа ако случајно дојдам во контакт со некој кој е инфициран, дека е многу полесно ќе се справам со таа инфекција, со тој контакт. И за мене ќе биде една голема сигурност тоа што сум примила вакцина и веројатно ќе бидам заштитена многу повеќе од оние што не примиле вакцина. Индивидуално е секој кој колку ќе развие антитела и кој колку ќе одговори со каков тип на имунитет ќе се створи. Кој интензитет на имунитет. Меѓутоа во главном 95% е заштитната моќ на оваа вакцина и јас се надевам дека ќе бидам во тие 95% заштитени. И тоа е она што дава некоја сигурност за понатаму. Добар ден. Се прими вакцината, се чувствувам одлично и ги поканувам сите да примат, значи да се почеток. Јас ја прими вакцината, се чувствувам одлично. Поканувам сите да се пријават да се вакцинираат. Сестро, еве после овој процес на имунизација кој започнува и кој ќе трае веројатно некој период, веројатно очекувате и да се намали бројот на ново заболени од COVID-19, со тоа и да се стави под контрола епидемијата и бројот на хоспитализирани. Може ли тоа да го искоментирате? Дали на некој начин чувствувате олеснување дека за еден известен период ќе се борите со помалку заболени? Так, секако дека се чувствуваме посигурни дека со вакцинацијата ќе се намали бројот на ново заболени и дека ќе почнеме да се враќаме во нормален живот.
Македонија очекува дека наскоро ќе се реши и проблемот со пристигнувањето на порачаните веќе вакцини од Кина. Со Pfizer добро упатени велат дека со ревакцинацијата ќе се вакцинираат некаде околу 2000 здравствени работници во земјава. Ние продолжуваме понатаму и повторно сме на тема вакцина. Струмичките лекари кои што во изминатиот период направија услови и адаптираа простори во здравствениот дом во Струмица, каде што требаше да биде спроведена вакцинацијата на лекарите и медицинскиот персонал во Струмичката болница, сепак се покажа дека од Министерството за здравство донеле одлука лекарите и медицинскиот персонал сепак вакцината против COVID-19 да ја примат во Скопје. Во продолжение и целосната информација. Струмичките лекари ќе се вакцинираат во Скопје. Ова денес го потврди директорката на здравствениот дом во Струмица Љубица Митева. Иако биле подготвени според протоколите, вакцинацијата на здравствените работници кои работат директно со ковид позитивни пациенти, сепак од Министерството за здравство било одлучено вакцинацијата да се спроведе во Скопскиот вакцинален пункт за COVID-19. Здравствениот инспекторат бил во контрола на здравствениот дом во Струмица, кој утврдиле дека ладниот ланец за складирање и чување на вакцинацијата ги исполнува условите. Директорката Митева вели дека досега немаат конкретни инструкции за термините кога здравствените работници треба да заминат во Скопје да ја примат вакцината. Очекуваат во наредните денови да добијат покана за вакцинација, а од Струмичкото здравство се очекува вакцина да примат 136 лекари и медицински персонал, кои секојдневно се во контакт со ковид позитивните пациенти. Денес во Скопје и официјално започна вакцинацијата, а првија примија лекарка медицинска сестра од инфективна клиника во Скопје. Колешката Сузана Мицева има прилог за што е она колку лекари се очекува да бидат вакцинирани од Гевгелиската болница, кои се првите очекувања и колку лекари и медицински персонал се пријавиле за лекување, односно за вакцинирање од COVID-19. 124 медицински лица од Гевгелија се пријавиле за вакцина. За вакцинацијата против COVID-19 од Гевгелиската општа болница досега се пријавиле половината од вкупно 250 лица што го сочинуваат медицинскиот персонал и лекарите. Веќе е подготвен тимот за вакцинирање кој ќе го спроведува вакцинирањето за граѓаните од регионот. Затоа е надлежна општа болница од Гевгелија, односно за граѓаните и од општините Богданци и Дојран. Тимот е составен од еден лекар и една медицинска сестра. Определено е и местото и времето каде и кога ќе се изведува вакцинирањето, велат од општа болница Гевгелија. Со пристигнувањето на првата пратка вакцини преку Министерството за здравство, се очекува да се стави во функција вакциналниот тим. Пријавените граѓани ќе се вакцинираат во чекалната пред Центарот за дијабетес. Тоа ќе биде во попладневните часови после 14 часот, за да не дојде до контакт со редовните пациенти за прегледи на одделенијата во болницата. Досега на ниво на држава биле пријавени 4000 здравствени работници. Од нив околу 2000 здравствени работници се од Скопје, а останатите се од другите градови во државата. Тие, според Националниот план за имунизација, се во првата фаза. Потоа следуваат постари возрастни лица со висок ризик да развијат болест, компликации и смртен исход, дефинирани со ризик врз основа на возраст, лица постари од 70 години и на крај сите останати заинтересирани за вакцинација. Системот за пријавување за вакцинација против COVID-19 е достапен за секој граѓанин на државата. Пријавувањето е по електронски пат преку апликацијата vaccini.mk, каде што граѓаните можат да се пријават за вакцинација. Таму оставаат свој контакт телефон број и електронска адреса за да можат да бидат ставени во системот на Мој термин. Потоа ќе добијат и термин за вакцинација. Инаку, од утре започнува вакцинацијата против COVID-19 од првата пратка на вакцините од Pfizer, што Србија ги одвои за здравствените работници од Скопје, која ќе се спроведува во модуларната болница во Скопскиот клинички центар.
И последна информација во ова издание на емисијата Тавоординација е интервјуто на доктор Сашко Лумчев, епидемиолог од Гевгелиската болница, што велат сознанијата за околу намалувањето и зголемувањето на бројот од ново позитивни од COVID-19, но и првите случаи на реинфицирање на пациенти од COVID-19. Имено веќе прележана COVID-19 кај пациенти повторно стануваат позитивни, каква е состојбата, но и во однос на британскиот сој, дали веќе имаме регистрирани случаи во југоистокот. Во продолжение целосното интервју на колегата Љупчо Алексовски од Гевгелија со доктор Лумчев. И тоа се должеше на дисциплината на граѓаните, на почитувањето на препораките од Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, меѓутоа и тоа си има граница, значи не можеме да кажеме дека сите се дисциплинирани и ќе го препишеме тоа дел на нашите верски празници, че имаше секакво дружење помеѓу граѓаните, што е нормално, нели? Така да ќе ни се јават сега тие во моментот семејни кластери кои оваа недела ги имаме малку повеќе, затоа растат бројките. Јас уште пред 10 дена предвидев дека тие бројки не ќе растат, така да тоа се гледа. Штом го имаме во Кавадарц регистрирано, најверојатно е дека и во Гевгелија го имаме британскиот сој на вирусот, со оглед на тоа што имаме миграции на граѓаните низ цела Македонија, имаме миграции на странски туристи или посетители, бизнисмени и така натаму, така да не е воопшто чудно да го имаме. Сега доколку ви испратили ние материјали во МАНУ, веројатно ќе биде регистриран и тој сој на вирусот. Така да очекување да се зголеми бројката, да ја помножиме по 3 сега за почеток и од прилика така и ни изгледа сликата оваа недела. Во моментот беа 6, мислам дека сега нешто беше како поитен случај пратено на во ковид центар од 8 септември, меѓутоа денес има нови приеми, така да отприлика толку требало да бидат 6 до 7. На дома што лекуваме на повеќе дневна болница и има повеќе оваа недела се зголемува бројката, значи симптоматологијата е иста, нема влошување на симптомите, меѓутоа имаме поголем број. И што оди во прилог дека има веројатност да се работи за тој сој на вирусот, затоа што тој е 3 пати позаразен од поранешниот сој. Така, побрзо се шири, симптоматологијата е иста, не дава потешки симптоми, не дава поголема смртност, да речеме и тие работи, меѓутоа бидејќи има 3 пати поголема инфективност, контагиозност, нормално е да имаме и поголем број на пациенти. Точка некоја дека има во моментот околу 4000 мутации. Тоа може мутации има. Можно е, видите. Мутацијата е одбранбен механизам на самиот вирус. Штом он се пасажира низ здрава популација, нормално дека ќе мутира. Ние веќе имаме евидентирани 5 соеви со изразети мутации, особено африканскиот, кој имаше 6 мутации изложени нели на спајковите. Меѓутоа очекуваме да имаме и многу повеќе соеви кои ќе измутираат. Значи, кај што има здрава популација, низ која поминува вирусот, без некоја посебна симптоматологија, очекувајте дека тој, особено ако има и реинфекција, значи повторно заразување на истиот организам, секако ќе мутира. Значи, он ќе се бори за место во средината, исто што нашиот организам се бори, нели, против него. Па се надеваме дека ние ќе победиме, нели? Организмот секогаш не треба да работи. Дали има случајно во Германија еднаш заразен инфициран пациент повторно да дојде? Да, може. Имавме, мислам, 1 или 2 случаи на реинфекција, меѓутоа првиот пат, значи, кога беа детектирани, тие беа детектирани со скрининг, значи апсолутно без никакви симптоми. И тогаш, значи, воопшто таа инфекција не даваше некој си било каков имунитет или пак траен имунитет, така да можност за реинфекција секогаш постои. Особено сега, кога веќе имаме измутирани соеви на вирусот. Со вакцините достигна и дали можеби ќе можеме да правиме не колективен имунитет бидејќи узорни, бидејќи како што предвидува Министерството за здравство околу 2000 вакцини на ден, така што ни дава некаде кога да се вакцинираат 60 до 90%. Ние веќе сме на пат да створиме природен колективен имунитет со оглед на тоа што колку имавме нели бројки.
самите не се тие скрининзи, нели? Кога доаѓаат на контроли, кога се прават нели крвните анализи, покажуваат дека серолошки ние веќе имаме створена антителка и голем број прележени пациенти. Значи, ние сме на пат кон колективен имунитет. Така со вакцината само тоа ќе го забрзаме и ќе го засилиме тој колективен имунитет, кој ќе се најде за до година. Тоа не е најважно. За оваа година знаеме дека колективниот имунитет ќе биде нели почеток, во почетна фаза, меѓутоа за до година очекуваме дека ќе биде. Така час поскоро стигнат вакцините, само ќе ни помогнат. Тоа значи дека како и грипот сезонскиот имаме ситуација секоја година да се вакцинираме против коронавирус. За почеток да. За почеток да, он ќе биде паралелно ќе ни циркулира со сезонскиот грип. Меѓутоа веќе сме научени. Веќе се привикнавме на него, видевте што се случи со сезонскиот грип, го нема никаде, не дека го нема, меѓутоа поради заштитната опрема, носењето на маски, видовме дека едноставно можеме да се заштитиме од сезонскиот грип. Едноставно ево во Гегели имаме 2 или 3 пријави за сезонски грип. Докажено, што е апсолутно ниска бројка. Повеќе се работи за коронавирусна инфекција, не дека овој можеби вирус е појак, меѓутоа заштитата, нели колективниот имунитет кон самиот вирус на инфлуенца, заштитните маски доведува да имаме многу ниска инциденца на сезонскиот грип во однос на коронавирусната инфекција. Во првата фаза се вакцинираат оние што во првата борбена линија здравствените работници во ковид центрите, дали во општата болница се проширена денес се направи список веќе? Веројатно да. Јас не сум во тек да ги кажам, меѓутоа веројатно да, како што се препораките од Министерството за здравство, направени се алгоритмите за класификација на приоритетите, така да како е наложено, така ќе се прави вакцинацијата, ние сме подготвени, имаме просторни услови, имаме кадровски услови, така да штом дојдат вакцините, се почне со вакцинацијата и нема да имаме никаков проблем. Апсолутно гледам дека и електронскиот систем за пријавување од денес почна да работи, така да мислам никаков проблем. Прашање за тоа што се мерките. Гледаме дека во некои од околните земји, како Грција, Србија, Австрија и другите на Средна Европа ги зголемуваат. Да, ево денес во Грција се зголемуваат, затоа што оние има од вчера мислам пријавија по 1000 случаи дневно. Па поотпорни, не дека сме ние поотпорни, меѓутоа тие ги заоструваат мерките со цел да се заштитат самите себе си. Ние мислам дека исто ќе мораме да преземеме нешто во однос на тоа со оглед на фактот дека сме малку понедисциплиниран народ. Знаеме дека голем дел од нашите, видите, се отвори Србија без тестови, почнаа да во наводници прошетки да се прават, да се оди на скијање, да се оди по одмори, иако знаете дека сега не е во моментот време за тоа. Така да, ако се зголемат мерките, ако се заострат во околните земји, веројатно и кај нас ќе има некои корекции по однос на тоа. Да, не би требало сега во момент. Повеќе попуштање од ова, мислам дека навистина сега имаме апсолутна слобода на се. Така да би требало да се обрне внимание на само дисциплината и само одговорноста на граѓаните. Не е поентата ние да ги заоструваме мерките. Значи сите извлекува заклучоци. Да не речеме секој имаше во секое семејство по еден заболен, во голем дел од семејствата некои тешко помина, некои со за жал несакани последици, така да треба да се извлече поука од тоа и да бидеме само дисциплинирани. Да не одиме со мерки. Посебно. Покрај физичката травма што е остава ковидот, ковидот се предизвикува и ментално загрозување на менталното здравје на човекот. Има ли во општата болница и одделениот дежурен телефон или психијатр кој што може некој што чувствува такви потреби да се обрати и да добие некој совет? Јас колку што сум информиран, психолозите од општата болница во Гевгелие, тие се пријавија самите доброволци да комуницираат со сите кои имаат пост-ковид потешкоти во адаптацијата. Нормално се јавуваат тие ментални потешкоти и што е нормално со оглед на стресот кој се доживува за време на тоа. Еве и вие знаете како поминавте. Така да, психолошка подршка би било убаво на секој да му се пружи и екипата во општа болница е подготвена за тоа. Така да, пост-ковид рехабилитацијата ќе биде еден од битните сегменти за враќање во нормален живот и за да може да се работоспособното население врати во нормален живот и да заекне економијата. Иначе
ќе мораме и во тој дел да работиме, кој ќе помине веќе овој интензивниот дел. Да. Дали тоа значи да се последно прашање дека маски кои ќе ги носиме до крајот на година? Па би требало да си носиме, тоа треба да ни биде веќе дрескот, да се навикнеме, дека ќе мора да ги носиме, додека не се створи и потврди постоењето на колективен имунитет. Значи да го потврдиме, да не биде тоа се апстрактно, ние имаме или немаме, не, ќе го потврдиме едноставно, значи кога ќе заврши вакцинацијата, кога ќе провериме серолошки дали имаме кај поголемо, веројатно ќе се направат и скрининзи или испитување, ќе видиме дали имаме пораст на антитела, дали постои тој колективен имунитет, тогаш можеме да разговараме на таа тема, иако сега за сега мерките си остануваат и така треба да биде. Се покажа дека се ефикасни. Дека да се станува тоните поръки, што можете ги давате до сега. Апсолутно. Само дисциплина и исполнение. Апсолутно. Да. Овдека ја завршуваме вечерашното издание на емисијата Ординација. Останете понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.